Значи, системот го ставивме за да можем да се пријавам. Не па да викам од место. Ако е викањето пак приоритет, да не оставаме во електронски систем. Се вратам на ова за што зборувам. Членот 97 е стриктен и него толкувајте како вие што сакате да го толкувате. Потребна е 1/3 од гласови за да биде како што треба гласањето, викате. Не е така. Член 97 е стриктен и точно кажува: гласањето може да се врши со поименично изјаснување на пратениците. Поименичното изјаснување, став 2, може да се врши заради точно утврдување на резултатот од гласањето по барање на председателот на собранието или еден пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 10 пратеници, кои што ги имам тука за потребава, само ако предлогот за кој што се гласа добил до гласа повеќе или помалку од потребниот број гласови за негово донесување. Потребен број гласови за негово донесување се 61. Па не е така. Во таа бројка. Не ми го толкувајте дека ќе го донесете законот со 1/3. Затоа поименичното гласање се врши со изјаснување на секој пратеник прозван со за и против предлогот или со воздржување од гласање. Што е сега нејасно тука и што сакате да ми објасните? Ова, како и најголем дел законските решенија, се носат со 61 глас. Немојте да кажувате дека ако има една... Океј, не ми држите мене предавање, кажавте свое, кажете си својата, не ми држите предавање. Кажи го својата, не ми држи предавање. За да може точно тврдување на резултатот на овој закон е потребно 61. Вие имате 57. Времето ти е завршено.